Продолжуваме со вториот дел од емисијата, како што и најавив пред рекламите, Трпе Гановски. Во студиото ќе зборуваме за реформи во администрацијата. Гановски, благодарам што денеска сте дел од Студио 10. Благодарам на поканата. Нова влада, нова реформа. Вие сте во синдикатот подолг период. Која е оваа додека сте вие? Ако може вака да го почнеме разговорот. Само администрацијата ќе се реформира, меѓутоа никако да се реформира. Јас сум во синдикатот од 2014 година, значи 11 години, а добро прашање, мислам дека ова е четврта или пета реформа најавена од кога сум јас тука, а од 34 години независност на Македонија мислам дека веќе 10-та реформа која е најавена, а не е спроведена. Имаме само измена на закони кои се на грбот на работниците, не високи плати, може да кажем од одредени случаи немалени плати, а освен таа реформа, друга реформа во администрација нема. Што значи да се реформира според вас администрацијата? Дали тоа значи дека пола треба да се избркаат, ќе биде тежок збор? Кога збориме сега за администрација, треба да направиме пресек, тоа го зборувам цело време. Значи, што е администрација, што е јавен сектор? Кога збориме за администрација, кога она ги слушнав изјавите сега на министерот Минчев, администрација се луѓето кои се вработени во управата и правосудството и локалната самоуправа. На број се сите кои ќе ги ставиме топтан се околу најмалата група на вработени во јавен сектор, околу 15 до 17.000 вработени. Сето друго во јавен сектор, дали е тоа војска, полиција, значи армија, полиција, образование, здравство, јавни предпријатија, тоа е другиот дел на јавниот сектор. По каталогот на вработени во јавен сектор е бројката на сите вработени во јавен сектор е 128.000 вработени. Кога се збори за администрација, секогаш треба да се мисли на овие вработени, значи на управата, тоа се министерства, агенции, фондови, Државен завод за статистика, катастар на имот, така натаму, судови, обвинителство и локална самоуправа. Тоа е класична администрација. Сето друго е јавен сектор, колегите од здравство, колегите од образование, полиција, војска и така натаму и така натаму. Тоа е јавен сектор. Тоа е јавен сектор. Сега, на што мислат? На кој дел од администрацијата се мисли, односно јавниот сектор се мисли реформата и дали само на администрацијата, тоа да го прашаме министрите, односно сега министерот Минчев и премиерот Мицкоски, бидејќи они беа тие двајца кои најавуваат оваа сега реформа во администрацијата. До сега се донесоа два нови закона, односно три нови закони пред почетокот на изборите, закон за административни службеници и закон за вработени во јавен сектор, како и закон за обука на административните службеници, и со тоа беше најавено на почетокот на реформата, меѓутоа ние секоја реформа изгледа почнуваме од опашката, не од главата. Не може вие да направите нов закон за вработени во јавен сектор и нов закон за административни службеници и да велите дека тоа е почетокот на реформата, а кога рибата смрди од главата, треба да се направи прво реформата во високата раководна служба, што тој закон го сите го чекаме еве од 2019 година од кога беше најавен. И од кога беше најавен тој закон, секоја влада што доаѓа си го става под тепих, за да може да си го стават нивните партиски кадри да бидат именувани како директори, како државни секретари, генерални секретари и така натаму. А ако сакаме правилно како треба инаку, претпоставувам дека натаму ви оди вас одговорот, како треба инаку да бидат назначени оние раководни кадри во администрацијата? Нема поиднаков начин, односно освен начинот кој што беше предложен 2019 година, а сите раководни кадри во сите институции во оние институции што се основани од владата и собранието и државните органи да бидат избирани на транспарентен начин по мерит систем. Да не дојде некоја партија на власт и да каже утре Трпе е директор на таа институција или е директор на таа институција, а ниту Трпе, ниту Иле не ги исполнуваат основните критериуми да ги водат тие институции. Ама се од партијата. И затоа тој закон секогаш се става под тепих, бидејќи на ниту една политичка партија не одговара нивни кадри да не водат институции. Па ќе речат зашто сме на власт. Апсолутно е така. И ќе си имаат проблеми во нивните политички партии. Да, ќе ги обструираат, нема да ги слушаат нивните наредби. За да почнеме ние реформа во администрација, мора тие кадри што ќе ги водат институциите да бидат независни, без партиски бекграунд, со исполнети добро образование, со големо искуство и да произлегуваат од внатре од тие институции, за да може да ги водат институциите. Ние внели оној американски термин институционална меморија. Не може некој од страна да дојде да води министерство ако не го работел
работните задачи во така, тоа така, министерство или катастар или статистика или архив, било кој од тие институции во управата и правосудството, суд, обвинителство, што е да е. Само луѓе од внатре, што таму имаат огромно работно искуство, може да ги водат тие институции. Не можам јас или вие да дојдеме од страна да кажеме, ајде, ќе бидете директори, генерални секретари, ќе направите тоа што треба да направите, односно ќе правите тоа што ќе ви каже партијата. Гледаме што се случува кога ќе каже партијата. Хаосот во Скопје настаното баш од тоа што каже партијата или тоа што не каже партијата. И тоа го живееме ние 34 години. Кога ќе дојде некој партиски кадар, прво има осветољубие, значи една група на вработени стоп одма се обележени дека се од опозицијата, од сега опозицијата, па се бркат од работа, па има дисциплински постапки, па се унапредуваат луѓе што нашите, па во кабинет се ставаат надворешни луѓе како нели советници кои немаат појма да советуваат што треба да работи таа институција, па се даваат многу убави договори и се црпат парите од институцијата и на крај пак вработените остануваат со куси ракави. И се подложни на мобинг, не им се покачува плата и си тапкаат во место во кариерата бидејќи нема никакво напредување. И како сега да веруваме на овие зборови на министерот и на премиерот дека администрацијата повеќе нема да биде место за вработување на партиски кадар, кога еве што се случува точно во администрацијата? Искрено да ви кажам, јас од она искуство што го имам, велам, дури видам не верувам. Бидејќи истото ова го збореа и пред 4 години претходните власти. Истото го збореа и пред 4, пред 7 и пред 10 години, дека нема да има веќе партиски вработувања, а видовме што се случи пред локалните избори, пред распишувањето на локалните избори. Имавме над 1000 објавени огласи за вработување во јавниот сектор. Сега летово. Секој ден имаше во јавните по најмалку 100 во денот. Да не ви ги кажам приказните што ги знаеме, што дојат од нас, кои све луѓе, без да ги навредам, а може некој ќе се најде навреден, какви се луѓе не се вработија во вие пред да се распишат локалните избори. Сега нема партиски меѓутоа да се наслушавме дека нема веќе кумови старосватови партиски вработувања, а изгледа дека се вработија до трето колено моментално пред да се завршат, пред да се распишат локалните избори. И тоа е трагично. И како да веруваме сега на тие флоскули, на тие изјави што ги даваат министрите, што ги дава извршната власт, ако гледаме дека од позади се случува токму спротивното. Мене нема да ми пречи, мислам дека ниту еден граѓанин нема да му пречи ако се вработуваат луѓе по мери систем, луѓе со добро образование и луѓе кои ќе бидат вработени во институции кои што ќе имаат добри плати и ќе враќаат на граѓаните, односно за тоа администрацијата. Услугата, тоа што плаќаме од данъци. Ние сме службеници, ние сме слуги на граѓаните, слуги на народот, слуги на државата. И затоа се викаме службеници. Меѓутоа, ова во моментот што се случува и оние изјави што ги слушавме од извршната власт, мислам дека нема едното со друго нема допретна точка. За оние плати кои што ги взимаат во администрацијата, а сме ги слушале многу пати и од вас и од другите синдикати, исплатливо е да се работи сега толку да се биде член на партија и за да се стигне до државна функција? Мене тоа највеќе ме чуди, да ви кажам најискрено, бидејќи се извинувам, не сакаат да работат младите за 30.000 во било која фирма, тоа е мала плата. Така е. А 30.000 нема плата во администрација. Моментално, или има некоја раководна функција. Почетната плата во администрација е минималната плата и малку над минималната плата. Највисоката плата ги има генералните секретари на големите општини. Тоа е околу 60.000 денари. Или уште е правилото барем редовно. Мислам дека и она што го велиме, за да имаме професионална администрација, прво треба да престанат политичките партии пред избори да ветуваат вработување на политички припадници на политичка партија и да ги држат тие луѓе што ќе се вработат, да ги држат во шака и да им кажуваат ако не излезете на избори да гласате, вие ќе ви збркаме од работа. И тука се случува тоа. Не можам да искрено да ви кажам, а ги броевме пред известно време колкав број на огласи имаат пропаднато во изминатите 5 години поради неконкурентност на плати во администрацијата. Завчера имавме состанок во кривичниот суд во Скопје. Таму нема вработено нов вработен 2,5 години. Имаме апсолутно ни фали кадар во сите институции во администрацијата. Моментално во кривичниот суд во Скопје на 65 суди имаме 49 дактилографи. Тоа вие на 3 дактилографи на еден судија. Имаме мањак на стручни соработници, значи тоа оние се колегите со факултет со правосуден испит кои ги водат предметите, кои ги пишуваат пред судите. Добро. Не можеме да вработиме, не може да се вработи ниту еден стручен соработник.
Прво, Зашто? платите на дактилографите се многу ниски, никој не се пријавува за обемот на работа, сите се со карпал танал, сите се со искривени кичми, колешките не може да станат додат до тоалет кога се на судење со судиите, а верувајте минуваат 1, 2, па трет судија во тек на еден ден. Стручни соработници платата им е под 40.000 денари. Значи не е ни просечна плата, а одговорноста е огромна и никој не ќе да се нафати таму да работи. Судскиот буџетски совет и судскиот совет не ќе да се сретне со нас да разговараме на овие теми. Они се грижат само за платите на луѓето што се кај нив и ништо друго. И тука имаме во судовите голема пречка што имаме двајца папи. Прво го имаме претседателот на судскиот буџетски совет, после министерската за финансии. Не смее да се вработи никој во судовите во државата без да се даде дозвола од финансии, па потоа судски совет. И за да добиете вие ново вработување, мора да ги поминете тие два филтри. И сега вас ви кажуваат, ама ние немаме средства за толку пари, а гледаме што се случува во судството се цело време. Обвинителството е исто. Во обвинителството по систематизација треба да има 1000 вработени, имаме 300 вработени. Знаете ли каква е таа дискрепанца од едно до друго? И повторно ги имаме блокада, нема нови вработувања. Еден службеник работи со 4-5 обвинители. Дактилографите не можат да постојат од работа и сето тоа го трпиме, го гледаме секој ден, а сме во јадоста. Најтрагично е тоа што сме демонизирани најмногу од министрите и од извршната власт. Оние кои што треба да помогнат. Баш така. И оние кои што не даваат средства за вработување или за зголемување на платите. Вчера имаше изјава премиерот што стварно охрабрува дека овие закони и за обвинителска служба и за судска служба никој нема против и дека треба да поминат. Мислам дека може да поминат и пред да се распишат локалните избори, бидејќи сите беа готови и ако поминат, тоа ќе биде голем чекор напред, бидејќи прво решаваме платата на тие вработени, потоа ги решаваме додатоците и ги решаваме унапредувањето и вработувањето. И веќе имаме некој чекор напред, меѓутоа искрено ви кажам, не верувам дека тоа ќе се случи и по завршувањето на изборите. Да рипнеме па да кажеме оп, така? Так, баш така. Ако цело време се зборува дека има вишок од администрацијата, ќе бидете суров ако кажете бројка колку е вишок? Мислам дека во овој дел на администрација што го збориме моментално нема вишок. Може да има институции кои што се оформени и тука се согласувам со изјавите што ги дава, баш оформени да се вработуваат во минатото определени групи блиски до политички партии, меѓутоа тоа може измислена институција, меѓутоа тоа лесно може да се реши со превземање. Да се преземат тие вработени во институција каде што фалат вработени. И тука и пак да се направи тоа превземање, тоа мобилност во администрацијата, повторно ќе фалат вработени. Проблемот во администрацијата, зборам за управа, правосудство, локална самоуправа, агенции, фондови, државни заводи, што платите не се конкурентни, што приватниот сектор, хедхантерите ги ловат сите наши колеги што имаат завршено обуки, што биле во странство на обуки, што знаат да работат. Верувајте ми, приватен сектор, поготово банки во одредени институции, консултантски куќи даваат многу повисоки плати и секој оној што е доста образован, со големо искуство заминува приватен сектор или заминува надвор оддржавата за поголема плата. Мислам дека во овој дел администрацијата може да се направи таа мобилност, да се пополнат дупки каде што немаме, тоа пак ќе фалат квалитетен работен кадар и пак нема да имаме тие услуги што треба да ги пружиме према граѓаните, нема да бидат на задоволително ниво. Имаме во секоја институција, буквално во секоја институција во администрацијата во последните неколку години имаме драстично намалување на бројот на вработени. Драстично, значи биле на пример 900, сега се 600, биле 500, сега се 300, бидејќи никој не ќе да работи за овие плати. Колку е просечната плата во администрацијата тогаш? Просечната плата треба да изнесува околу 36.000 денари, значи вклучително сите ако ги земе. Со раководните позиции. Со раководни кадри. Дури може да биде и помала, ако се направи добра математика. Просечната плата во државата е 45.000 денари моментално во нето износ. Нас го кажувам цело време и знам дека сум доследен, во администрацијата само две нивоа се над просечна плата, тоа е државен секретар и државен советник, ръководител на сектор. Сите други сме под просечната плата во државата. И сега најтрагично е тоа што во последните документи заедно со ССМ кои ги баравме од УЈЕП излегува дека оние луѓе, оние вработени наши колеги што се на минимална плата, што земат минимална плата, нигде ги нема во евиденцијата на управата за јавни приходи. Имавме вработени на минимална плата до март месец. Од март месец во оваа држава
по евиденција на УЈП нема вработен на минимална плата. Или тие луѓе заминале од државата, или некој нешто во системот погрешно прави. Од она што се имам информации дека сега УЈП не ги издава основните плати, туку издава платите со стаж. Како може тоа УЈП да го прави? Секоја чест. Тоа мислите дека е монтирано? За да не се покаже вистинската слика? Јас мислам дека е монтирано. Мислам дека е монтирано, дури еве да не кажам 90%, мислам дека сум убеден дека е монтирано, бидејќи не може да нема во Македонија, во нашата држава некој што не е на минимална плата. И што работи во работи и во јавен сектор и во приватен сектор. А каква е состојбата во јавниот сектор за разлика од администрацијата? Зависи во кој дел. Значи имаме колеги што стварно успеа да направат малце поголем исчекор. Имаме колеги што имаат добија некој зголемување на плата за разлика од колегите од нашите членови во администрацијата, негде помалку, негде повисоко, негде во образованието прифатија да потпишат колективен договор за многу пониски плати од тоа што требаше да го добијат. Ја не можам тоа да го разберам. Меѓутоа нивниот синдикат СОНГ тоа го направи. Ние се бориме и многу е чудно што моментално во јавниот сектор, веќе кажам администрација и јавен сектор, имаме два системи на плати. Нашите плати се по основ на минимална плата, бодови, ниво и образование, меѓутоа и со новиот закон за административни службеници тоа се потврди, за жал, меѓутоа тоа е спротивно на општиот колективен договор за јавен сектор, што сите треба да го применуваме. Во општиот колективен договор имаме нов систем на плати што оваа влада неќе да го примени. Да го потпише. И неќе да го примени, иако имаме формула за примена. Ние спремаме понатаму што чекури синдикатот на УПАС и ќе ги примениме по месецот октомври, чекаме уште една статистика да извади Заводот за статистика, што ни треба. Преминуваме во акција. Ако се примени тој начин, таа методологија на плата, платите на сите вработени во јавен сектор, веќе зборам за администрацијата, не зборам за другите колеги, бидејќи дел од колегите од образованието се откажаа од тоа. Во администрацијата треба пораснат од најниско ниво од 2.500 денари до највисоко ниво на 8.000 денари. И потоа просечно да растат по просек со порастот на просечната плата. Оваа влада тоа неќе да го направи, иако имавме преговори кои она ги прекина еднострано. Јас се уште се надевам. Мислам дека да, се видува многу пари, иако ние не баравме ништо повеќе, односно баравме да ги земеме на истата методологија како што плата да земаат функционерите со далеку пониски коефициенти од функционерите. Дали стравот е дека некогаш ако има страв дека работниците ќе ги стигнат функционерите, никогаш нема да стигнат, да бидеме реални, бидејќи нивните плати се многу поголеми од нашите. Претходната влада ја демотивирала администрацијата. Ова се зборови на премиерот. Администрацијата била оставена на цедило и со нарушена доверба. На што мисли овде премиерот? Секако е прашање за него, меѓутоа каде е нарушената доверба и демотивираната администрација? Прво, мислам дека политичките партии не треба да добијат политички поени на грб на работници, на грб на синдикати. Доколку претходната влада ја демотивирала администрацијата, еве оваа влада нека ја мотивира администрацијата. И оваа влада, како што кажав, имаше шанса да мотивира администрацијата, најнаш се откаже од таа шанса. И со општиот колективен договор и со преговорите што ги имавме да потпишеме сите во управа и правосудство поединечни колективни договори за да добиеме во рок на 4 години 30% зголемување на платите, иако бевме 99% договорници, тоа падна во вода. Минатата влада имаше 7 години да направи нешто за администрацијата, не направи ништо. Со преговори во минатите 7 години со минатата влада само синдикатот НУПОС имаше 2 штрајка, од кои едниот 3 месеци, едниот 3 дена, и од кои тој 3 дена беше абсурден штрајк, бидејќи баравме да ни останат платите на едно ниво, бидејќи сакаа да ги намалат. И имавме околу 20 на протести само во синдикатот НУПОС организирани, од кои протестот во март месец 23 година, во октомври 23 година ние извадивме само 4.500 луѓе на улица, барајќи повисоки плати и да не се измени закон за административни службеници со кој се целеше да не се исплаќани линеарно зголемување на плати со минимална плата. Значи едната и другата влада, минатата влада имаше шанса да го направи тоа, оваа влада се уште има шанси да го направи тоа преку нас. Мислам дека работниците во администрацијата и во јавен сектор и во приватен сектор не заслужуваат да бидат поени пред политички избори. Успеавме, минатата влада успеа да ги сврти работниците од приватниот сектор
проти работниците од јавниот сектор. Оваа влада гледам дека сака да ги сврти работниците од јавниот сектор да се испокараат меѓу себе, кој добил покачување на плата, кој бил додаток, кој добил додаток, а кој не добил, и редовно се прави упади во синдикални организации, на синдикатот НУПС и на синдикатите грански во ССМ, за да се ги земе нашите членови, да ги стави во нивниот партиски синдикат КСС и САДУ, за да може да си има мирен мандат и да потпишат тие синдикати се што ќе каже оваа влада. Така да нека настават на работа, да работиме, нашата работа е да бараме подобри плати, подобри услови за работа на нашите членови, на работниците воопшто во државата, за да може да останат тука. Мислев да го оставам за понатаму, меѓутоа морам да ве прашам кога сте веќе кога ги спомнавте штрајковите и протестите, што се очекува од октомври доколку не се постигне договор со заплатите? Значи, како што кажав, ние преговаравме со владата да склучиме колективни договори кои за жал пропаднаа, бидејќи владата од нас побара да се откажеме анблок од општиот колективен договор, односно од оваа методологија на плати. Платите, зборевме, се многу ниски во администрацијата, правосудството, од она што го видов на состанокот во Кривичниот суд, верувајте ми, дојдоа повеќе не членови на синдикатот на состанокот, него членови на синдикатот, сите беа сложни заедно, а тоа е дека доколку не во брзо време не се направи ништо, они се спремни да го заклучат Кривичниот суд, да нема никакви судења, ниту притвори, ниту никакви итни работи. Мислам да не функционира. Мислам дека се плашам дека работата оди натаму, дека на луѓето име веќе преку глава дојдено. Со новите закони за административни службеници и закон за вработени во јавен сектор, во закон за вработени во јавен сектор има член 16, во закон за административни службеници член 71, за кои што спремаме ни иницијативи до Уставен суд кои ќе бидат поднесени во брз рок. Член 16 е истото она што го направи владата на СДС со правилник, да се стопираат сите подпишување на сите колективни договори во јавен сектор без согласност на Министерството за финансии, што падна на Уставен суд. Сега оваа влада си го стави во закон. И член 77 на закон за административни службеници кој што вели дека во администрацијата не сме да се подпишуваат никакви колективни договори со плати, туку само со додаток на плата. Значи тоа е апсолутно кршење на сите прописи, правни прописи за работни односи во државата. Прво се крши член 32 став 5 од Уставот, потоа го кршиме цел закон за работни односи каде се регулирани начинот на подпишување на колективни договори. Во овој случај, ако се случи ова, сите работници во јавниот сектор и поготово администрацијата ќе бидат дискриминирани во однос од група до група, а поготово со работниците од приватниот сектор. Ги прашавте кој правник ги советува за вакви фантастични имаме идеи? Имаме информации од каде се дојдени овие, поготово овие два члена, пошто апсолутно се нелогични. Меѓутоа ќе се надеваме дека со Уставниот суд ќе застане на правата на граѓаните, бидејќи тоа е работа на Уставниот суд и дека ќе во брзо време кога ќе ги земе во работа овие иницијативи кои ќе бидат поднесени и ќе донесат правилна одлука. Како да им се објасни тогаш на граѓаните, освен нискиве плати, зошто е слаба услугата која што ја даваат административните работници? Не се задоволни. Општиот став на јавноста е дека администрацијата не си ја завршила својата работа. Апсолутно да, и го настануваат поплака, меѓутоа можам да кажам дека не е така, дека се варира од институција до институција. Не можете вие да се надевате дека ќе добиете услуга ако системот за работа, софтвер и хардвер последен ви е набавен 98 година. И од тогаш до сега не е ниту обновен. Верувајте ми, имаме системи кои паѓаат на секои 5 минути. Добро се пали. Има пари за се, меѓутоа нема пари за основните работи. Имаме установи каде што немаме основни услови за работа. И имаме установи каде што нема столчиња да седнат вработените, не од превработеност, бидејќи немало кој да купи. И така натаму. И очи се вратам на почетокот она што го велевме. Со новиот закон за административни службеници имавме агенција за администрација преку која идеа вработувањата во администрацијата. Сега со новиот закон таа агенција нема веќе да има својство на независно тело и треба да се врати како орган во Министерството за јавна администрација. Беше малку независно, сега нема да биде ич независно. Вработувањето беше цело време во Агенцијата за администрација и се водеше од вработени во Агенцијата за администрација. Сега тие ингеренции со новиот закон се земаат. Агенција за администрација представниците ќе имаат дел само во проверка само во првиот круг
на вработување, а потоа вработувањето ќе го водат самите институции, што до сега не беше случај. Отчет агенцијата даваше пред собранието, сега треба да дава пред министерството. Изборот на директор на агенцијата ќе го прави по предлог на министерот, ќе го врши владата. Порано го правеше собранието. И сега се вратив на почетокот. Викаме непартиска, по мерит систем. Ама партијата ќе го прави. Ама вработувањето ќе го смениме да каже таа институција што ќе вработува кој треба да влезе кај него на работа, а не овие што беа малце независни. И сега се враќаме и сега треба да веруваме во ова што се вели дека ќе почнеме реформа, а реформата што веќе е ставена, што ќе биде на терет на работниците, за мене од старт е сгрешен. И колку време би се правила оваа реформа според вас? Како што кажав, 3 закони донесени. Најава имаме на закон за висока раководна служба, дека треба да има почна јавна дебата и ќе почне тоа од нула или оно што го правеше Манчевски? Не знам. Еве ви кажам најскрено немаме добиено. Така тоа од 19-та немаме добиено нацрт. Мислам дека Манчевски. Да, 19-та го почна министерот Дамјан Манчевски и беше изложен на критики токму од неговата партија, не од опозиционата партија, бидејќи СДС беше на власт. Да. А со тоа требаше да знае дека таа коалиција која беше на власт, нивните кадри дека нема да може да извршуваат високи работни задачи. Бидејќи треба транспарентно се бираат. Апсолутно. Второ, пак имаме најава за закон за плати. Сега зашто од каде излезе тој закон за плати? За кого ќе се однесува тој закон за плати? Имаме колективен договор со методологија на плати, имаме закон за административни службеници со плати, имаме грански колективни договори во други делови на јавен сектор со плати и сега ќе имаме и закон за плати. Ја не знам кој ги советува, дали има професори кои доаѓаат тука и ги советуваат министрите, меѓутоа има закон за работни односи каде што вели дека поповолното право важи за работниците. И уставот го вели тоа. Секогаш граѓанинот и работникот поповолното право го добива. Без разлика дали имате вие еден колективен договор или закон. Ако има друг колективен кој опфаќа, има поповолно право, ние ги црпиме поповолните права од тој колективен договор. Но што е подобро за него. Така е. Сега ние имаме тука таква шареноликост што веќе никој не може да фати крај. И на крај ќе обременуваме судови со работа, адвокати со тужби и ќе наместо државата да ни го дае тоа што следува, ние ќе земаме многу повеќе пари од државниот буџет, бидејќи ќе успеваме во тужбените барања, ќе ги полниме адвокатите и извршителите со пари од буџетот, зашто сите ќе имаме јас и вие и работниците, граѓаните ќе имаат штета. И ќе треба државата да плаќа наместо се добивате тоа што веќе е напишано и тоа што е договорено. И како сега да се објасни на еден службеник од јавен сектор или не знам од администрација дека ќе биде подобро во приватниот сектор да направи трансфер? Ги слушнав изјавите сега на новото раководство на Сојузот на стопански комери дека они ќе превземале работници од приватен сектор, од јавен сектор за во приватен сектор. Мислам дека не знам на кој начин тоа го замислуваат, можеби ако направат нешто да сме Северна Кореја, па ќе кажеме ај сега вие од тука ќе дојдете тука. Значи прво имаме договор на слобода, заснован на работен однос. А ако некој треба да замине од јавен во приватен сектор, прво треба за тоа да добие обука. Не може правник да работи во пекара. Не може економист да биде багерист или ѕидар. Најтрагично е тоа што нека биде економист во компанија каде што повторно ќе работи економист или правник. Не фалат работници од тие кадри. Стручните дејности фалат. Така, фалат работници blue collar што би рекле американци, работници. Фалат оние што ги градат нашите институции, што ни градат патиштата. Такви работници нас фалат во државата, иако заминаа сите. И сега ние треба да веруваме на газдите од приватен сектор, што ги избркаа сите работници што беа кај нив вработени, што не им даваа плата во плик, што не им плаќаа здравствено, што не им плаќаа пензиско, дека треба некој од јавен сектор да отиде во приватен сектор. Каде што си е комотен, си работи климата, тука си е канцеларијата. Не само што тука се не можеме да збориме викендите. не можеме да збориме за комоција. Да, ако гледаме тој начин, ако гледаме тој начин, така е, сигурноста на работното место е многу подобро, повисоко во јавниот сектор него што е во приватниот сектор. И тука не се работи, треба да се направи да се понуди, иако приватниот сектор има повисоки плати, многу повисоки плати него во јавниот сектор. Да, можеби работите во јавниот сектор имаат некаква комуниција, меѓутоа животниот стандард е се повисок,
платите кај нас во администрација се исти и не се сменети 4 со години и со под минимална и со под просечна плата, живее. не се живее. Верувајте ми дека голем број на работници од управата и правосудството заминаа да работат во тирс зоните. Намерно, знаејќи Да, зоните се повисоки дури од просечната плата. Апсолутно, и веќе има голем број на работници што таму идат. И кога се среќаваме, кога разговараме со нив, викаат, трпе, имам превоз до работа, Да. имам 3 оброка на ден, да, работам во смени, да, потешка е работата, ама дома одам со 3 пати поголема плата, која ќе се земе, не дали дотатусна плата, него таа што сум ја земал во суд или во министерство. Што според вас треба да се направи тогаш за да имаме добра администрација? Ете се начело на упосте колку време? Како Прво- да ги подобриме состојбите? Прво треба да се мотивираат работниците. Прво треба да се мотивираат работниците и ги натераме да ги натераме властите без разлика која власт е да направат една методологија на плати која што ги има континуиран раст секоја година. Сме нуделе различни методи, различни методологии на било која власт што е во државата, ниту една наша не била прифатена. И секогаш, како што кажа, сме биле ние главните виновници за неуспехот или не знам, за изливање на пари од буџетот и дека високо ни се платите така натаму и така натаму. Без мотивиран работник нема да постои добра администрација или добро правосудство. Тоа е прво и основно што треба да се направи. Второ, привлечете стручен и образован кадар да работи во администрацијата. Ама како со овие плати? Никако. Ама буквално никако. Првото прашање не е да кажеме ајде да им намалиме плати или ајде да ги бркаме од работа. Тоа не е И како решавање. без книжка, Тоа не е решавање на проблем. Тоа е изборни поени. Изјави за изборни поени, ништо друго. Ова не е нешто што може да се реши преку ноќ. Најекстремниот случај го имаат во Балтичките земји, каде што ги имаат избркано сите од еден ден во работа, потоа ги имаат примено истите луѓе на работа, и тоа имаат направено селекција, дали Трпе, дали Иле, дали Петко, дали Бранко. Кој заслужува? Тие што не заслужувале, не ги приминеле на работа. Ја не викам дека кај нас не заслужуваат луѓе, а меѓутоа слушаме на состаноци дека имаме жалби од министрите дека луѓето не ги извршуваат работните задачи. Викам, ние можеме само да им кажеме, ако не ги извршуваат работните задачи, ако не ги извршуваат, треба да ги мотивираш. Ако не ги мотивираш, и јас не би да ги извршила работните задачи. И да бидеме реални. Да бидеме реални од она што се случува на терен. Еден работник, без разлика каде да отидете, врши 5 до 6 работни задачи. Нас не е потребно да направиме штрајк. Нас не е потребно само да им кажеме на нашите членови и на сите работници во управа и правосудство, од денеска ќе вршиш само таа работна задача што ти е во систематизација. И тука има штрајк одма на другите работи. И буквално ништо друго. Да знаете, да видите како ќе падне системот во рок од 5 минути. Од што фалат работници, ќе повторам, еден работник врши 5 или 6 работни задачи за една плата. И како може тогаш да биде услугата добра? Никако. Така? Никако. Без мотивиран работник, пак ќе повторам, нема добра услуга, а ја трпиме таа услуга ние граѓаните. А пак ќе кажам дека има институции каде што за секоја побарана услуга ја добивате за 5 минути. Меѓутоа има институции каде што ништо не е сменето со години назад и за жал тие вработени таму не може да пружат добра услуга, верувајте им кажувам на граѓаните дека не е се до вработените. Ние се наслушавме суди обвинители, колкави плати. Ниту еден не кажа колкави се платите на судската служба и на обвинителската служба. За жал се за жалење плати. Баш така. Они добијат 78%, ние добивме 0%. Добиваме 2000 денари или 1500 денари усогласување секој март со пораст на минималната плата. И со тоа не се живе. ССМ е обоен како синдикат од страна на оваа власт, вие како УПОС ве ставаат во политички контекст? Ние до пред парламентарните избори бевме најголеми ВМРО-вци, сега сме комуњари, пак се вративме, значи нас не бојат секоја влада како ќе дојде, така не бои како им ниф им одговара. Само ако побарате нешто. Бидејќи нас ни работа, како што кажев на почеток, да бараме, а не да ќутиме. Никогаш нема да ќутиме и секогаш ќе бидеме гласни без разлика која влада, без разлика кој е премиер или кој е министер надлежен за нашите работи. Граѓаните и работниците треба да си го сватат тоа и треба да членуваат во синдикатите што се борат за нивните права, не во синдикати што ќутат и што молчат и што климаат со главата секогаш кога некој
министер, премиер, директор ќе им каже сега ќе правите вака. Ама ако се условени, што да прават? Ако се условени, треба да покажат храброст и треба да знаат дека не се брка толку лесно од работа. Дека никој не може да им направи ништо доколку се членови на синдикат. Дека овие синдикати издржени во ССМ, УПОС, СИР, Агросиндикатот, Синдикатот на граѓаните и ССМ воопшто ќе застанат позади нив во секоја нивна битка. И тоа е многу битно да го знаат било кој работник во Македонија, дали е тоа приватен сектор, дали е јавен сектор. Никогаш никого не сме ставиле на цедуло и никогаш нема да оставиме на цедуло, а има синдикати кои тоа го чекаат со срце. Сега пред локални избори има политички притисоци на работа? Уште нема почнато, обично почнуваат баш деновите пред гласање, кога се тераат баш оние луѓе што се вработени партиски да излагаат, да сликаат кој како заокружил, зашто заокружил. Секогаш после агитирање, секогаш после завршување на изборите се појавуваат проблемите, поготово таму во институции сега во локални самоуправи ако се смени некој градоначалник. Јас само ќе ги охрабрам нашите членови и сите работници да почнат веќе да се спремат и да бараат и да прават математики за начинот и колку ќе бараме покачување на плата, бидејќи изборите согласно изборниот законник, овие локални избори траат се до завршување, се до оформување на советите. Ако има прегласување така натаму во одредени општини нема да завршат изборите во целост. Тоа значи дека може да се случи да завршат вкупно во ноември, во декември месец треба да се вноси буџетот за 26-та година, ние до декември месец мора да бидеме спремни со предлог амандмани и со барања што ќе бараме во 2026 година. Да се вратиме или да завршуваме како што и почнавме со бројката на администрација, што доколку е многу посериозно од тоа што мислевме. Премиерот и рече дека 30% мора да биде намалена администрацијата. Што ќе се случува тогаш? Со се јавен сектор да бидеме, ги ставиме овие 130.000, 128.000 Прво да видиме од каде ќе извадат таа бројка. Дали од кој дел од јавниот сектор ќе најдат таа бројка на превработеност. Прво тоа треба да го заврши владата. Потоа треба да најде начин како тие, ако веќе дојде до тоа, а не ми се верува дека ќе дојде до тоа, ви кажам најискрено, од управата и правосудството по нашите математики и по каталогот на вработени места, на работни места што го објавува Министерството за јавна администрација, ние сме дефицитарни. Нас ни фалат вработени, а не да бркаме луѓе, односно вработени од работа. Доколку има, пак ќе повторам, во било кој дел од јавниот сектор превработеност, треба Министерството за јавна администрација, владата на Република Македонија, надлежните ресорните министерства да излезат со податоци да кажат тука, овие се делови, односно групи во јавниот сектор каде што овие 10 души се вишок од нив, колегите се превработени. Во стариот закон за вработените во јавниот сектор имаше трансфер листа. За жал таа трансфер листа од минатата влада беше доста злоупотребена, имавме вработени кои седеа дома, не идеја на работа, а земаа плата со години. Да, тоа беше чудо. Со години. Потоа тој закон, таа трансфер листа сега е укината, меѓутоа тоа беше добро решение во еден предлог закон. Трансфер листата од неограничено време трајање се намали на 3 месеци. Во тие 3 месеци, доколку некој вработец најдеше дека биде вишок во одредена институција, имаше можност, како предлог беше тоа да се стаи на таа трансфер листа во рок од 3 месеци, некоја друга институција да го превземе. Доколку ниту една институција не го бара, тогаш треба да се прекине работниот однос, меѓутоа за жал таква одредба моментално не постои. Не знам дали некоја влада ќе собере храброст да отпушти 30% од вработени било каде, бидејќи тоа ќе значи дека рейтингот ќе им падне. Меѓутоа малце таа е политичка цена голема. Меѓутоа малце од една страна велиме дека 30% сме превработени, а пред локалните избори вработевме над 1000 нови вработени во јавен сектор. И сега тука некој лаже. Дали лаже владата? Не знам. Или исполнува ветување. Или исполнува ветување што ги дале по општински штабови пред локалните избори. За да ги држи тие ново вработени колеги во подзаложништво, кога треба да се гласа, кога треба да се оди на протест, да се оди на протест и така натаму. Колку е честа појавата вработени со договор на дело, па потоа да се трансферира статусот? Тоа е најголемо заложништво, мислам дека. Така? Да, имаше преку агенциите за превремени вработувања доста голем број на вработени што беа на договор на дело.
И колку време трае тоа? Не, тоа имаше така и повеќе од една година може да биде. Се зависи и во кои делови на јавниот сектор. На пример, еве за жал кај нас имавме во судовите, пак ќе се вратам. Имавме колешки дактилографки кои секоја година, повеќе од 7 години беа на договорно дело, никогаш не им се трансформираше работниот однос. Тие колешки секоја година стрепеа дали ќе добијат продолжување на договорот со новиот буџет на државата за секоја година. Или ќе бидат отпуштени. Или ќе бидат отпуштени од работа. За жал оваа година им беа завршени договорите на над 30 колешки такви, имаме сега дефицит на дактилографи во цела Македонија во судовите. Најтрагично што беше што тие дами, господи, наши колешки одеа на работа од јануари до април без пари. Бидејќи Министерството за финансии им викаше секој месец сега ќе ви одобриме, сега ќе одобриме, сега ќе одобриме. 4 до 5 месеци одна работа без пари, се додека финансии не трансферираше средства во судски буџет, за судски буџет да префрли средства во судовите за да можат тие колешки наши да бидат платени. И тоа се случуваше секоја година. Без да се И потоа ги земаат за тие месеци парите? Не. 4 месеци се работи без пари и потоа се одобруваат пари од 4 месец па натаму до декември и потоа секој декември пак до 4 месец без пари, секој до декември плата и така натаму. Секоја година 6 години, 7 години поред. И тие колешки не добија можност да ги продолжат договорите на определено време, ниту пак им беше понудено да ги трансформираат работниот однос од определено во неопределено време. Имаме преку агенциите за голем оптимизам. Не е тоа оптимизам, тоа е трагедија бидејќи во нашиот закон за работни односи, во најпозитивно го гледав. Во нашиот закон за работни односи ќе направам паралела само на Балкан, да не правам во Европа. Ние сме единствената држава што трансформацијата на работен однос од определено во неопределено време треба да биде 5 години. Во една држава на Балкански полуостров, не зборам за Европа, не е толкав период. Како ССМ работевме 7 години тој рок да се намали на година. Усогласивме со работодавачите да биде, ако не се лажам, председател на ССМ повеќе запознат 2 години и никој не ќе да го донесе тој закон. Дека никој не ќе да го трансформира работниот однос на дали тоа јавен сектор работници, дали приватен сектор работници во од определено неопределено. Биќе многу им е полесно да те држат на договор на 3 месеци, па на 6 месеци, па на година и кога ќе му текне на работодавачот, дали е тоа институција од јавен сектор, дали е не мога врска газда, тебе повеќе и тоа е тоа. Ќе дојдеш на работа, ден ќе ти каже не го предложуваме договорот и тоа е тоа. Од утре си без работа. Тоа се случува секој ден кај нас. Сега, втората беше преку агенција за привремени вработувања, тие колеги се вработуваа на почетокот ги вработуваа повеќе во кабинети или околу министри, градоначалници така натаму, потоа бидејќи не може да ги вработат тие колеги исто така на определено време ги држеа на тој начин, беа вработени во агенција за привремени вработувања, добиваа плата од нели преку буџетот на државата. Сега е изменето, малце е направено на подобро, да видиме дали ќе почне да се пременува. И она што не ќе сакав да го кажам, да не го заборавам, во овој контекст на реформите, и порано кога се правеа реформските закони, кога се носеа овие две закони, закон за административни службеници, закон за вработени во јавен сектор. За жал, примената на тие закони остануваше само во управата и правосудството. На ниту еден дел друг во јавниот сектор не се применува. И никој не ќе да ги применува. Ниту во одбрана, ниту во полиција, ниту во образование, ниту во здравство. Токму заради овие хонорарци? Не, бидејќи токму и не само тоа, бидејќи токму во тие групи, делови од јавниот сектор се имаме други начини на навратување, други начини на унапредување. На никој министер или директор од тој дел на јавниот сектор не му одговара да биде на овој начин вработувањето и напредувањето. И секогаш тие институции, односно други дел на јавниот сектор добиваат и поголеми плати, и зголемување редовно на платите секоја година. И секогаш владата гледа на тој дел од јавниот сектор, а секогаш владата заборава на оваа управа и правосудство, кои се под овие реформски закони, кои работат под овие реформски закони, кои само тие 15 до 17.000 луѓе ги опфаќаат овие реформски закони, треба да ги опфатат 128.000 луѓе. Повеќе под контрола ве држат вас? Апсолутно. Така? Апсолутно. И за тоа е така, претпоставувам дека апсолутно и вработувањето и унапредувањето што во некои институции не постои, платите, дисциплинските постапки, престанок на работен однос, материјалната одговорност на вработените, оценувањето и така натаму и така натаму. Значи секогаш оваа група на вработени е по ПС, да кажеме народски, а останатите
Вие сте послушното дете во фамилијата, кој што мора да клима со главата на се. Па би требало, да, така излегува, меѓутоа има излега и послушни министри во нашиот дел, а другите министри се гледаат повеќе за вработењето околу нашите министри. Така. Трпе Дановски, ти благодарам што денеска беше во Студио 10. Ако се случат некои позначајни реформи и по завршувањето на локалните избори, секако ќе бидеш тука повикан да образложиме зашто сте за, зашто сте против, до тогаш си функционираме како што си функционираме. Благодарам на поканата.